Александар Шехтански е од село Негрево, задна пошта Пехчево, Малешевијата. Јас ќе ви кажам една случка, тоа е кога не викаа за да играме во Илинденско востание. И тоа во стара телевизија и тогаш во првиот дел јас имав неколку сцени, а во вториот дел бев многу присутен. Го играв Тодор офицерчето, тој е оној што го дава целиот, тој бил војно лице, кој што команди таму кажува како што да се одбрани Крушево. Регуларна војска до нас најбрзо може да стигне од Кичево. Од Прилеп, Охрид и Битула не верувам брзо да се пробијат. Ќе ги пресретнат реонските и селските чети. Ако не стигне војската брзо, со нашите башибозвуци лесно ќе излеземе накрај. Кичевчани не се подолу од нас, Тодоре. Ќе ги суредат и тие како што и ние ги суредив. И не викаат, ама тогаш овие продуцентите што беа од телевизија, значи сите сме присутни и отворена е оваа листата и ние гледаме сите кој колку хонорар има. И јас вака доле и гледам, јас најмал хонорар. И му викам, добро бе, зошто за мене, викам, толку мал хонорар, викам, овие повеќе. Вика, ти си мал, вика, мало име, вика, а тие се големи имења, што гледаш, вика, ти во тие, вика, ти сега си завршил, вика, и одма сакаш, вика, да. Викам, ако е за големо име, од мене никој нема во Македонија, глумец, нема поголемо име и презиме. Оти, вика, нема. Па нема, викам, број. Александар Шехтански има 19 букви. И овие прилепчени тука, бројат, стварно нема никој, најголемо. И еден вика, има бе, кој е? Вика, Благоја Спирковски, Џумерко. Викам, нема додавки. Ако е за додавки, викам, јас слушаме, викам. Јас сум Александар Шехтански, Негревски, Малешевски, Македонски. Ни во Бразил нема, викам, толкаво име и презиме. И они почнаа да се смеат. И ние после кога одевме во Прилеп, тие ме причекуваш си, кај си бе, вика, глумец со неголемо име и презиме, знаеш, прилепчани, мајтапчи, знаеш. Тоа е. За Шестич? Уште еден надимак, значи, ако Пепи беше пивцето, Ацо е Шестич. Јас, Александар Шехтански, го запознав нормално кога дојдов прв пат тука како хонорарец, некаде во втора година, на факултет бев тогаш, и она што прво го слушнав за Александар Шехтански е дека ова е другарот на Ристо Шишков. И тоа беше као, зависи од која позиција го кажувате тоа, некој со пиетет го кажува, некој као со ова е таа бандата, таа на тие националистите и радикалните, не знам какви структури во театарот, кои беа реткост во тоа време. Шестич настана од прво во гимназија ме викааше Шеки, зашто играв фудбал многу и од Шехтански Шеки им беше најлесно. А Шестич значи ние кога имавме представа, имавме во фоајето телевизор. И имаше утакмица Црвена звезда и некој странски тим беше, играат финале Лига на шампиони. И во моментот кога некој се јавува од телевизија беше кој треба утре да оди на снимање, и овој портирот запишува. Портир имаше еден спир кој запишува и му вика овој, оттаму му диктира, пишај Ацо, и во истиот момент Шестич дава гол и овие викаат сите Шестич, сите викаат, и овој пише Ацо Шестич. И надолу ги пишува сите. И ова го приметува Душко Костовски и Колозов. И доаѓаат во бифе, вика, оди надвор да живе. Кај си бе Шестич, вика. Викам, зошто бе вака? Оди да видиш, вика, што пишува, вика, таму на портирница. И кога гледам стварно листата од озгора прв, Ацо Шестич, и почнаа Шестич да ме вика. Така да.
така настана тоа. Добро, ти прва го изговараш неговото име и презиме правилно, Александар Шехтански. Ацо имаше големи проблеми во самиот театар, во неговата собствена куќа, бидејќи секогаш на плакат неговото презиме беше сгрешено. И ние сите си поигрувавме со него, врз основа на прекарот или на името. Никогаш не го викавме Александар, ами Шестич, например. Потоа ни беше Ацо, потоа ни беше Шехтан, оти такаше реклија малку човеќе, во принцип, но заедно со Душко Костовски и Јанче Джембазова бевме една екипа, заедно со Ацота и го викавме Машко. И ден денес, кога ќе се чуеме на телефон, сега сме и комши во аеродром и се викаме Машко, како си? Кај ќе одиш? Што ќе правиш? На пазар ли ќе одиме или ќе одиме во Берово? Здраво, соседе. Здраво. О, вие пак сте купили играчка? Да. А добро што ги спомнавте играчките. Не сметате ли дека претеравте со тие играчки? Но јас тоа онака, знаете, нема многу пари, а детето си е дете па сака. А децата многу работи сакаат, но... А веројатно ви рекли во продавницата? Но јас мислам дека не правам голем прекршок. Па, би можело да се рече дека правите воспитен прекршок. А толку играчки тоа секој ден. Но јас веќе наредниот ден играчката ја враќам. Жаре е многу внимателен. Тој ќе ја погледа, ќе се изнерадува, па потоа пак ќе ја спакувам и другиот ден ја враќам. Како? Каде ја враќате? Па во продавницава. Во продавницава? Да, во продавницава. Добро, што имате тука? А воопшто може би има и чудно и незаконско, но би реков, нема многу пари, а детето си е дете, па тоа знаете како е. Чекајте, вие враќате играчката, тие вас парите, а? Ама какви пари, не. Слушајте, соседе, јас исто овде работам. Да, знаете, вие работите во продавницата? Да, сме, идемо, јас се земам. А, ја носи до дома и... Шейтан. Тоа настанало од турско време. Мојот прадедо бил организатор на разловечко востание со оној поп Стојан. Он се презивал Стоилов, Стоилов. Бил многу богат дедо ми и имал 300 овци и 300 кози. Имал своји овчари, измечари и дошле некои комити, тамо кај што ги чуваат овците, и рекле, вика, кај е газдата? Вика, доме е. Вика, оди викни го, ние ќе ги чуваме, вика, овците, вика, а ти викни го газдата. И отишол овчарот, го викнал прадедото, отишол, вика, што е работа? Вика, слушај, вика, поп Стојан, вика, нареди, вика, пошто тие се знаеле, вика, да помагаш, вика. Ќе правиме востание и ти како газда, вика, мораш да даваш, вика, и храна, и да се грижиме да најдеме оружје и сето тоа. И он рекол, нема проблем. И почнале да доаѓаат кај него комити дома. И во исто време, еден ден доаѓаат и заптии. Тој им пренел на комитите да јадат, да пијат. И од децата некој е дошло од дедо, вика, идат заптии. И тие одма, пушките, демек, ќе ги убиваат. Вика, не. Вика, ќе идете вие во другата соба. Он имал таква соба која ќе се отвори вратата. Не се гледа другата врата, дека има и друга соба таму. И он ги угостил и заптиите, и овие. Вика, пијте, вие јадете, вика. И на одење, овие заптиите требало да идат, има едно село, Црник, на кај Делчево, од нашето село. И тие биле некои нови и рекле, газда, вика, од кај, вика, побрзо ќе стигнеме, вика, до село Црник. Он им рекол, им кажал пат од каде е, значи, им кажал да вртат околу, да идат и ќе се симнат на патот и вика, ќе идете право по патот за Црник. Они тргаат, излегуваат овие комитите и им вика он, вие ќе тргнете од овде право и ќе ги пречекате таму, ќе идете пред нив, вика, зашто јас ги прати, вика, околу да идат, вика, таму. Да не ги кажувам местата. И тие отишле
ги пречекале, ги убиле, им ги зеле оваа пушките и така на тој начин тие собирале оружје. Ама некој го наклеветил како и денес што има кодоши, и тогаш имало, го наклеветиле во Пехчево во Чуматот, а Пехчево тогаш бил втор град во Македонија. После Битола, Пехчево бил најголем град. Турците таму имали и академија, и бил голем град. И го викнале овие турците, вика, газда, точно ли е? Вика, дека ти така и така си направил? Вика, точно е. И он рекол, ти шајтан ѓаур. Да вика, шајтан ѓаур, ѓавол. И он рекол, вика, па мора, вика, инаку, вика, ќе ја запалевте куќата, ќе го запалевте селото, вика. Вика, јас надвор од селото не одговарам што се случува. И они го осудуваат на доживотен затвор, го праќаат во Ниш, во Ќелекула, и тој од 64 година до 78 година лежи во затвор. И кога доаѓаат русите, кога ја прават Бугарија, го пуштаат, го амнестираат и тој се враќа дома и од тој настанува од прекарот шејтан ѓаур. Значи, кога дошле србите, го викале Шејтановиќ, бугарите Шејтанов и македонско кога настанало Шехтански. Тоа е презимето наше. Ацо Шехтански, Александар Шехтански. Имам запознаено кога почнува во овој театар, тоа е некаде крај 2006-2007 почеток, Македонски народен театар. Не се познававме и понекогаш презимето дава една слика за еден човек, баш така и тоа презиме му стоеше некако прв пат кога го запознав. Викам, да, тоа е Шехтан, шејтан, еден шејтан во вистинска смисла на зборот, позитивна зборова. Тоа беше еден, мислам, тоа е, не беше. Тоа е еден актер кој што нас младите, посебно кога дојдовме, затоа и го засакавме, го се зближивме, не беше еден човек кој што ги гледаше од високо младите, доста помладите од него, не беше ни актер кој што сакаше нешто да ги научи, да им мудрува. Него беше актер кој што сакаше да седне со нив, да прими малку една свежина да добие, кој што ќе искористи после за себе. И така тој многу често седеше со нас како една тајфа што бевме доста млади, тази излезени од факултет 23-4 годишни. И Ацо секогаш седеше и имаше секој што да каже анекдота за нешто што ние, дали нешто што се случувало во театарот да го мистифицира или нешто за кое што ние сме мислели дека не знам што да ни го демистифицира. Некако тука беше како еден патеписец кој што не спроведуваше низ тие тунели на Македонскиот народен театар низ тие долги години. Човек со убава насмевка, човек мил, топол, срдечен, секогаш така некако кон нас помладите актери се однесуваше со една топлина, ни приоѓаше, но немаше некоја надменост од типот јас сум негде горе, вие сте мали. Човекот беше баш непосреден. Не беше од тие актери кои што дава совет, слушни ме, што ќе ти кажам, јас Чичко Ацо, што да ти каже, вака прави, вака не прави. Едноставно, како пријател ме прифаќаше и првите мои представи во МНТ, кога бев на некој начин игра во некој представи, тој беше тука. Топла фигура, насмевка убава, секогаш позади насмевката како да има едно ти зборува, а друго мисли. Како да имаше секогаш подтекст за нешто. Човек кој што зрачеше со една позитивна, убава енергија и баш убави чувства имам кога зборувам за Шестич. Забавен човек од кого што можете и да чуете да научите нешто, човек што си ја сакал професијата, во секој случај забавен и позитивен. Малку ќе звучи клише затоа што нели за татко кога говориш се најдобро, но морам да кажам дека секој дете, посебно секоја ќерка би посакала татко како него. Имаме се уште многу другарски однос,
но и многу заштитнички, затоа што започнав неговата професија, иако беше многу голем противник. Како балерина, бидејќи бев многу добра, растев во МНТ, постариот МНТ, сегашен МОБ што е, и бев постојано на сцена со него и нормално како дете на глумец, секогаш кога се правеа некои представи, многу често знаеа да си зимаат деца на глумци, за да им е полесно. Тука е нели родителот за да може да ги контролира, да ги насочи. И некако ми влезе чивијата уште тогаш. Знаев што ќе бидам, која е мојата една професија. Од балетот не се откажав, тоа е мојата прва љубов. И сакав тие две работи некако да ги спојам. Татко ми беше конкретно насочен само кон балетот и некако не ми даваше многу да одам кон глумата, затоа што веројатно го имаше поминато трнливиот пат. Јас кога дојдов во Скопје, татко ме прати да се запишам на правни факултет. Ми рече, вика, какво време да дојде, каков систем да е за правници има леп. Се друго не е сигурно, вика. Ти си или судија, или адвокат. И јас се запишав на правни факултет и одев до втора година. Арнава, ние слушавме предавање во универзална сала, 1500 души, тоа не е слушање. И за да можам да обстанам јас, морав нешто да работам. Сестра ми живеевме заедно, таа студираше, беше на македонски јазик, на филозофски факултет и со една стипендија, он имаше стипендија, не можешме да обстанеме и јас морав нешто да работам. Случајно кога си одев за село да си одам, пред Нова Македонија се среќаваме со една другарка нејзина, а ние живеевме во Берово во нивната куќа. А таткој го држаше бифето во МНТ. И она кога ме сретна, вика, дојди да ги видиш мама и тато, вика. Кај да ги видам? Па вика, во театар, вика. Тато го држи, вика, бифето, вика, во театар. И јас отидов, се видов, он кога ме вида. Вика, каде ќе одеш? Викам, си одам, викам, за село. Какво село седи ваму, вика. Вика, мене ми треба човек, вика, келнер, јас ќе ти давам, вика, плата колку еден глумец, вика. А вика, од утре, други ден ќе виш како овде ќе доаѓаат глумци, глумици, балерини, пеачи, вика, ќе се запознаеш, вика, со нов свет. Да, видете сега, јас Ацо Шехтански го знам кога беше келнер во МНТ. Се запише на, така мислам дека направен, како син му Ванчо сега што е, направен се запиша, ама тој што беше шеф на бифето, сега не ми текнува како се вика, беше од Малешевијата тамо и по Малешевска линија, бидејќи ајде да не прави дома, нели, сметките се многу големи како студент, и го прими тој да биде таму. Јас така, моите први средби се во бифето, ама не во овај, него во театарот во Центар. И јас кога нема оваа работа во бифето, нема никој, има проба или представа, јас одма одам да гледам. Така да скоро сите представи ги гледав и ги знаев на памет што се вика. И се случи Македонска крвава свадба се игра. Шишков ја игра, го играше Спасе. И тука орото кога играат, јас гледам и почнав да се смеам. Тие и он што се смееш, вика? Викам, овие не знаат да играат, викам, што глумци се? И он вика, ти знаеш? Викам, знам, како не знам, викам. Ајде дојди мамо. И се фатев на ори и почнав да играм. И вика на овој инспициентот, запишај го, вика, ти игра стално, вика, овде. И веќе почнаа да му убацуваат негде да статирам. Нели глумци како глумци имаш доајени, имаш прв степен, втор, трет. Татко ми секогаш го ставаа никогаш на страна, имаше многу квалитети и лик кој што можеше да избие. Конкретно Александар Шехтански,
како личност, не како татко, говорам дека оние луѓе кои што вистински го познаваа, знаеа да ги препознаат неговите квалитети на чесен човек. Човек кој што секогаш беше тука за нив да им помогне. Зборам и за помладите и за постарите. Може за постарите не го знам толку делот, затоа што веројатно не си имаат некое минато, како сите што си имаме, нели, со тие генерацијски што се пододараме. Говорам за тие помладите, кои што секогаш го гледаа буквално како родител. И веројатно и спрема мене беа така насочени и сите тие работи што требаше да ги поминам како актер, не успеав затоа што не ми беше дозволено. Го запознав директно во представа на Влада Милчин, која се викаше Женски прилог на ноќта. И Александар таму играше една интересна улога. Во животот актерите се среќаваат со интересни предизвици, не секогаш треба да играте маж или не секогаш треба да играте човек, човечко суштество. Играше коњ. И имаше еден прекрасен монолог таму, мислам, одлично го направи коњот и интересно беше тоа што во Охрид додека ја спремавме представата, човекот трчаше по горница, редовно се спремаше, тоа му беше методот за да може да издржи колешката која што ја носеше половина представа на грб. И тоа беше навистина еден предизвик во кој што не знам така, не се сеќавам дали зема награда за таа улога во Прилеп, но мислам дека беше едно од неговите забележителни. Обично ние режисерите ги вкалупуваме актерите, тоа е за главни улоги, тоа е за епизодни, тоа е за драмски, тоа е за вакви и такви. Меѓутоа сите го става Ацо во епизодни улоги, но тој од епизодата правеше главна улога. И во мене останува во сеќавање представата Женски прилог за ноќта од Блаже Миновски и Лепа Ангелина, два текста каде што тој покажа од епизода главна улога стана. Значи зависи од самиот актер колку може да направи. Јас на сцена сум го гледал, не сум играл со него. Во приватниот живот татко посветен на семејството. Во театарот многу професионален. Нема болен, неболен, ќе дојде да игра. Секојаш беше спремен да замени некој ако нешто се случило. Така да јас го памтам како многу професионалец, извршувач на задачите кои што ќе му се дадат. Со еден збор, прекрасен и човек и актер. Забавен секогаш, креативен на сцената, секогаш со идеја плюс, секогаш да го заврши своето парченце, никогаш да не биде тоа надвор од она што го бара режисерот или што го наметнува текстот како идеја, рамката да се почитува, а да биде тоа интересно. Мислам дека повеќе му лежеше комедијата и дека можеби е еден од подобрите подценети комичари во македонскиот народен театар, која ќе кажам подценети, дека можеби не добил вистинска шанса да го искаже ете така тој жанр кој повеќе мислам дека уживаше повеќе. Да не го одредувам јас сега Ацо на овие години, он е во пензија, нели, како актер, но мислам дека комедијата му беше поблиска. Исти беше и во животот, секогаш во приватниот живот, секогаш беше убаво да се седне со него. Мислам додека имавме бифе, сега немаме. А таму се среќававме редовно, сите пензионери редовно си доаѓаа во театарот во бифето. Да се седне со него, да се испие ракија, да се направи муавет, да се чуе некоја шега. Во едно време мислам дека беше и стендап и пишуваше, имаше такви настапи низ Македонија и добро му одеше. Интересно за Ацо Шехтански е тоа што тој се појавува во едно време со една интересна форма на настап, на перформанс, на сцената, време во кое што на сцена се гледаат двајца како прават скетч, раскажуваат еден виц, играат еден виц, зборам во поглед на хуморот. Значи, раскажуваат еден виц македонец, албанец, ром, од тоа време, крај 80-ти, почеток 90-ти години, а Шехтански излегува со една форма многу близко до стендапот. Тоа е да кажеме нешто помеѓу стендап и имитација на позната личност, но секојаш има што да каже, нешто што дава и длабина на сето тоа. Така да кажеме тоа може да го наречеме него еден
во еден зародиш на стендапот, на една таа нова форма која што денеска се вика стендап, кој што јас имам видено и тој ми има посочено, вика дали ти си го гледал тоа, да, викам сум го гледал, донесе целе убаво да го разгледам. Така да тој се појавува во тоа едно време со на едно друго ниво, он се појавува на сосема друго ниво. Многу ми е мило сега што се откри, затоа што кога тој почна прв пат со имитација, тоа беа во 90-тите, јас бев помала и немаше стендап комичари, имаше само имитации од парламент, нели настапи кои што беа поврзани сепак со театарот, не беше вака како сега по клубови, по кафани или не знам како да се прават нели некои ивенти. Татко ми е лик кој што буквално каков е со сите, таков и со мене. Не ја гледам разликата. Затоа што обично има нели актери ќе кажат на сцена е брилира, комичен е, ваков е, таков е, ма дома е сосема друг. Не. Таков е, комичен е, само треба да го начекаш. Мајка ми стално вика, татко ти не прави многу муавет, кај него е еден збор, еден грош. Не е многу. Не е многу да разговара. Веројатно си има мерка, која што јас ја немам, не имам наследено од него, јас немам мерка. И знае да се пошегува, знае да биде духовит во друштво, знае да кажува некои смешки и многу е чудно што како поминува периодот, се повлекува во себе, затоа што тие смешки веројатно не се во дослух со денешницава, со современите смешки кои што ги прават помладите. Точно е дека Сашко Коцев, Гораст, оние кои што први почна со стендапот, ми кажа татко ми дека и им давал совети, добивале совети од него, им ги давал лентите кои што нели порано беше ВХС, за да можат да гледаат на кој начин се прави тоа. Можеше да продолжи и мислам дека многу рано прекина поради X причини кои што сега се тотално небитни. Се случи тоаш постоеше на старото бифе кај што е сега Нова Македонија, Букет. И стално идевме таму, Шишков знаеше и таму да седи. И поминував од таму понекогаш и седиме јас и Шишков и доаѓа еден тип, здраво, се запознаваме, тоа е Лаки Чемчев, егеец, тој е еден од најдобрите монтажери не во Македонија, во Југославија во тоа време. Го терала него да остане во, што знам, тој монтирал и по Словенија и Хрватска, Србија, сегде. И кога дојде, седна, се запознавме и почна вака ме гледа. Тој со една коса вака, долга коса имаше. И кога си отидовме, јас душа порано си заминав и другиот ден Шишков ми вика: "Слушај, знаеш кој е типот?" Вика, што дојде? Викам: "Кај да знам?" Вика. Нешто стално ме гледаше, викам, ми стана сумлив, викам, јас затоа си избегав, викам. Вика, тој е, вика, монтажер и режисер. Вика, чигаш во филм. Значи, тој избрал некое дете со очи исто како моите и затоа ме гледал, очите дали се исти како на детето и ме зема во филмот Глава. Ацо и Снежка беа најинтересниот танцувачки пар. Не можев да претпоставам дека кај него има такво чувство за ритам. Да игра секоја игра, секој танц, валцер ли е, танго ли е, се можеше. Со мене играше фантастично. И секоја наше гостување и забава, последна вечер, ако не танцувавме јас и Ацо, немаше кој да танцува. Тоа е едната особина убава, а втората е што го открив колку убаво пее. Неговиот глас, прв пат го чув во Свирачна покрив, во мјузиклот, каде што играше исто значајни улоги, каде што игравме веќе познати композиции, но во представата Самовилско јајце, со која јас ја отворив и детската сцена во Театар Центар, тој играше еден многу интересен лик, кој што мораше да пее. За него тоа беше многу лесна работа. Си ги отпеа сите numери, значи тогаш компонирани, аранжирани, само ги слуша со слушалки на уво и веднаш ги отпеува. Значи, ретки се таквите актери кои што можат тоа да го направат. Така што
Ацо има еден интересна боја на глас, навикува на Никола Бадев, и тој ги знае сите тие песни од тоа време, од тие стари пејачи. Баш на тоа и се радувам. Во Црвениот конј музиката е моја. Јас таму свирам и пеам. Јас, пошто како во средна школа се бавев со музика. Уште од дете свирев на кавал, на гајда. Имав овчари еден што имаше свиреше на гајда. Јас одев со него за да учам да свирам на гајда. После во средна школа кога бев, свирев на кларинет и професорот покрај гимназискиот оркестар ме внесе и во градскиот оркестар, што е така да јас уште тогаш заработував пари, зашто секоја сабота и недела правевме игранки тогаш во Берово. Се случи еднаш да на масата седеше еден, дојде од телевизија Личеновски, режисер, со свој човек, организатор, и нешто стално ме гледа вака, и вика, тој организаторот дојде, вика, веќе ме знае како се викам, вика, Ацо, овој човек со мене е, вика, режисер, вика. И тој е главен режисер, вика, на телевизија Скопје, беше тогаш. Вика, сака ти да видиш маникен да рекламираш капоти и одела на Тетекс. И јас така почна првото застанување пред камера, како маникен. Па би го опишал како човек кој е многу искрен и нема тоа што има да му го каже, нема многу да го завитка во некакво пакување и дипломатски тоа да го каже, туку многу искрено ќе му каже за некој своje мислење, дали добро или лошо. И тоа е човек кој на многу симпатичен начин за себе зборува во едни суперлативи кои што делуваат многу симпатични и многу духовито. Човек кој што секогаш има некоја анекдота духовита да прераскаже од својот живот. Па тоа е многу тешко да дадеш мала, кратка дефиниција која е Шехтен. Шехтен за мене е еден прекрасен колега, прекрасен човек. Реков дека е многу поврзан со семејството, поврзан е со малешевијата. Така да, он е традиционалист, не е спорно тоа. И мислам дека неговата честност, неговата работоспособност, која што ја имаше додека снимавме и додека работеше во театар, за него нема ова можам, тоа не можам. Дај му ја улогата, он ќе ја прави. Така да, со еден збор, прекрасен професионалец. Ако изгледа тој толку возрасен, во смисла на години кога е роден, не знам точно, тој на телевизија во македонските народни приказни беше најголемото момче. И неговата фаца и ден денес покажува дека е младолик, дека е младо човече. Пријателе, што најде бре? Што држиш в рака? Едно црвено јаболче си најдов. Човеку, ми личиш на еснав. Дојди да купиш јаболка. И така си ги исполнува тие задачи. Нему му беше најлесно на снимање на македонските народни приказни, затоа што играше ликови од народот. Можеби ние имавме поголем проблем, но тој секогаш беше адекватен во целата ситуација. Игравме во Троил и Кресида. Тоа беше процес голем. Тие што ја гледале знаат што мислам. И Марасат, представата, мојата прва представа кога дојдов во Македонскиот народен театар. Многу драга моја представа во режија на Васил Христов, а Троил и Кресида на Љубиша Ристич. Време води, мислам, дека е. По сериите Булки Крешините, Илинден, во Крушево таа е снимав, мислам. Не знам, он снимаше многу и со Шишков има многу снимано. Па можда и од тука таа идеја му беше да биде он е еден од основоположниците на фестивалот Шишков. Како колега и како тип на актер, тоа што сум го гледал на сцена, навистина ме
како се вика, многу позитивно не ме изненадело, туку многу позитивно сум одреагирал на таа негова енергија, на таа негова енергичност и отвореност. И знаете, прв пат кога тоа се случи, мислам дека беше Лет во три глави. Представата течеше представата и дојде неговите сцени. Сите се подразбудивме, вика, Шестич го вика, види Шестич, вика, види, Вујче. Значи, многу интересна анекдота има. Мојот Вујко, вистински Вујко, ненормално многу личи со Александар Шехтански, ама многу. И тоа што завикавме Вујче. И сега се немавме слушнато за ова снимање одамна. Дори го немав бројот дека сменив телефон. Ка здраво, Вујче на телефон. Вујче, вика. Кој Вујче? Вујче бе, Сашко. Вујче бе, вика. Двајца Вујковски имам такви. Едниот е Владо Евановски, затоа што играше мој Вујко во еден филм, голем Столе Попов и Ацо Шехтански. Се запишав на факултет и мислам дека ме примија на факултет затоа што се јави да каже да не ме примат. Мислам дека тоа беше клучниот момент зашто ме примија, не дека бев нешто многу добра, затоа што тогаш во тој период имавме две балерини кои што се знаеше после нив кои требаше да дојдат да доминираат на балетската сцена, едно од нив бев и јас и мислев дека ќе ги задржам тие две работи, зашто тој беше убеден дека ќе успеам. Но се случија некои работи, нели, како ќерка на глумец, тоа е мач со двеоштрици, некој те сака, некој не те сака, некој ти враќа поради него. Мојаветот ми беше дека секогаш имав многу голема поддршка од него, многу голема заштита. Растев во театар, буквално сите ме чуваа како ќерка, како дете, како сестра. Премногу заштитнички настроен, затоа што, нели, знаеме театарскиот живот каков е, јас сум од мали нозе тука, многу повеќе сум во бифејна сцена, отколку што сум растена надвор и со друштво. Вака, она што знам после второ е дека се грижеше за Васил Шишков како еден вид старател, можеби незванично, меѓутоа со аманет оставен од Ристо, од стариот, да го гледа Васе и да се грижи за него. И неговиот однос кон нас беше отприлика исти таков. Ние бевме тука, тие генерации, 4-5 години разлика. Ретко доаѓавме ние како млади во конфликт со некој постар колега, не е дека ги немаше, меѓутоа Ацо не беше еден од тие, напротив, заштитнички, другарски однос, колегијален. Се сеќавам на тоа кога некој од колегите наши од љубомора, од завист, направија тоа што направија за Шишков. Он му беше на Шишков голем другар, а на Васе како татко му беше. Така да и од тука можете да извлечете дека он беше несебично дарежлив. Не осетив неговата неприсутност, поточно многу повеќе сум со него, растана сум со него. А работното време негово, како што сега го гледам и јас моето, иако јас не сум толку ангажирана колку што беше тој, е многу интересно затоа што имаш представи навечер, ама тие представи јас ги гледав, бев со него. А преку ден, кога седат во бифе, порано беа театарски бифиња и беа круг на луѓе тие околу него. Сега кога ќе завршев со балет, пак си доаѓав со него. Значи јас воопшто не ја почувствував неговата отсутност. Напротив, многу повеќе бев со него отколку со мајка ми. И затоа што нели од балетско многу често не зима во представи, на снимање, никако се ми беше поврзано со него и се ми е се уште поврзано со него. Неговиот прекар Шестич се префрли на мене, јас сум Шестич мали. Иако сега никој не го вика така, ама сакам да кажам дека како детен актер, јас мислам дека и не можев и друго да станам. Станав актер и останав во оваа бранша баш поради него. Јас почнав некаде во 90-та година, 91-та беше во НННРВ. И таму идевме, почнав да ги имитирам јас овие политичарите. И од тие мои, значи јас прв почнав да имитирам. Значи го имитирав Фајк Абди, Ешреф Алију, Киро Григоров, Милошевиќ, Тито, Мето Јовановски. Значи сите можев да ги имитирам. Зашто јас уште како дете цело село ги имитирав кој како оди и како збори. И што велиш?
И тебе царот те покани на гости, а? Да. А, школ сум, браво, браво. До сега само нас постарите не го штеваш. Оти уму дававме. А на академија, прва година кога бев, професорот Илија Милчин, јас отидов како, што се вика, како пиле во магла. И он вика, деца, сега кога ќе си отидете, дали беше празник или не знам, распустот беше, вика, пратете ги луѓето, вика, таму, од кај што се, како зборат, вика, како одат, вика, како, вика, пратете ги ни, вика, да, така можете, вика, да градите полесно, вика, улоги да правите, за улогите. И јас ми се отвори едно, викам, тоа ли била глумата, викам, те јас ќе ти играм колку сакаш, пошто, мислам, јас бев експерт, дали глувонем, дали лудак, дали озбилен, директор, сите, кој како збори, како оди, како се. И јас врз основа на тие ги правев тие и улоги и после тоа емитувањето, емитацијата што ми беше многу лесно. Јас само еден збор ако слушнев од некого, јас знаев да го преточам по приказка. Туркај бе, Петре, туркај бе! Абе, туркам бе, Митре, туркам, ама дова појќе здравје! Абе, не туркаш бе! Абе, дај малте повлечи и ти, Туркај појако малте, посилно. Абе, туркај! Полека бе, луѓе, шо правите? Ке го давите Магарево. О, пријателе, што ќе го дајме? Еве, маки мачиме. Што? Ами, сакаме да го качиме овој магарешки не горе на ливадата. Аха. А зошто сакате да го качите? Да влече нешто, да го товарите, шо? Абе, од ќе умре од глад. Не, бе, не го ни товараме, ни да влече ништо, бе. Само сакаме, више убава треви има горе, да се напаси. Да се напасе? Да. Срп имаш ли? Имаме, како не? Дај ми го малку. Еве го бе, пријател, ама. Еве го срп. Дај. Чекај, бе. Што? Абе, како ти го дадам кој не те познавам? Абе, не ти го земам. Дај, само тука до ливадава. Јас, например, сум татина Галеница. Јас сум син на тато, поточно. Си растев со него, јас сум у слабост и стално ми викаше цуце моје. И секогаш кога ќе ми се случеше нешто, бегав кај татко ми, не бегав кај мајка ми. Јас имам постар брат, 9 години сме разлика. И брат ми многу заштитнички спрема мене, ама мислам дека кога ќе се искарав со брат ми и мајка ми поврзани многу, кога ќе се искарав со нив и обавезно се на татко ми. Татко ми кога одеше на патување, тогаш немавме мобил, не. Идеше Русија, Италија и било кај да отида во театрот, ја плачав додека не дојде, затоа што тој ми беше заштитник. Дека кога ќе ме нападне, едва го чекав да дојде и ќе му кажав, вака и вака ми направи Ванчо и мама. Тоа беше момент кој што знам и моите, и мајка ми и брат ми стално го кажуваат тоа. Амам тропате како да е крај на светот. Кажи. Си извинувам. Всушност не знам дали сум и на вистинската адреса. Сигурно не сте. Барам господја со куќе. Разведена, ведра, спокојна, расположена за дружба. Сака поезија, опери од Верди и филмови со Джеймс Дин, така? Соседката е тоа. Петар, службеник во јавната администрација на Република Македонија. Мило ми е, благородна, директор на основно училиште. Одлично. И двајцата почитари. Соседката е излезена, ако сакате, повелете, можете да почекате кај мене. Најтопло ви благодарам. Јас убав живот поминав во таа професија. Не се каам, само ми е криво што на крајот ми испратија многу, како да ви кажам, нечесно. Ми го донесоа решението за пензија во бифе. Еден не кажа збор на последната представа да рече овој човек од утре е пензионер. Тоа не се случи. Таа нова генерација што дојдоа тие директори, новокомпоновани, како од нив да почнуваше театарот. Тоа ми е криво и затоа јас, од кога сум отиден во пензија, овде не сум влезен.